ни го подари, да можеме да бидеме овде соберени, за да го слушаме Неговото Слово. Бог секогаш ни дава можности и прилики да можеме да се поучуваме од Неговото Слово, затоа што Тој сака да не одведе во вечноста, во рајот. И затоа секоја недела, секојдневно, преку Неговото Слово сака да ни го покаже патот, за да стигнеме до таму. Оваа недела нашата земја беше во тага, затоа што загина многу млади луѓе. Ние и така младите ги нема во нашата земја и сега наеднаш во едно место загинаа толку многу млади луѓе, што навистина е жално. Тие луѓе сигурно нема да бидат утешени, фамилиите, пријателите, блиските. Но ако се сеќавате, пред 2 недели јас зборував каде христијанинот треба да се наоѓа или каде не треба да се наоѓа. И секогаш тоа е последица кога луѓето на место да одат во црква, одат на такви места. Ние не ги осудуваме, но треба да сватиме и да разбереме дека опасности секогаш има, животот може да биде многу краток, не мора да бидеш стар за да умреш, може да бидеш и млад. И затоа Господ Исус Христос вели: бидете спремни. Јас верувам дека тие луѓе, колку се били спремни или не се били спремни за да се сретнат со Бога, но сигурно имале планови пред нив за нивниот живот. Како треба да живеат и како ќе го планират својот живот. Такви случаи имаме и во Словото, кога Исус вели, кога падна таа кулата, не загинаа за тоа што беа најгрешни, но сите така може да загинеме. И за тоа треба да бидеме спремни, подготвени за средба со Господ Исус Христос. Ние како верни и како црква, тоа беше многу страшно, гореа во оган, но ние знаеме колку пострашно ќе биде кога многу луѓе ќе горат во пеколот. Тоа ќе биде уште пострашно. И затоа ние треба да бидеме спремни за таму, а треба да бидеме и тие кои ќе ги повикуваме луѓето да дојдат при Господ Исус Христос. Зошто? Бидејќи без Господ Исус Христос никој не може да стигне до вечното царство. Он е тој кој што не води за да стигнеме до таму. И без него нема начин ние како да стигнеме до таму. И кога камбаните чукат, младите не обраќаат внимание. Но на такви собери гледаме колку многу народ се собира, што ние во Македонија ни во една црква нема толку народ. А посебно млади. За жал, тоа е така, но Словото нас не повикува и денеска да сватиме и да размислиме колку е важно да го слушаме Божјето Слово, тоа што Бог сака да ни го каже, тоа што Бог нас не учи како треба и што треба, тоа да го правиме. Да не мислиме само на земното, но да мислиме на небесното. Нека е слава на нашиот Господ, што и ова утро можеме да бидеме овде и да го славиме Неговото име. И оваа служба ќе ја започнеме со песната број 186. Не чекај, дојди кај Исус. 186 број. Не чекај, дојди
Ќе го прочитаме Псалмот број 139. Псалм број 139. Господи, Ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеку ги разбираш мислите мои. Одам или лежам, ти се гледаш, сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој, Ти, Господи, веќе ги знаеш. Ти ме обкружуваш, зад мене си, пред мене си, раката Твоја е положена над мене. Се восхитувам на Твоето знаење. Тоа е превисоко, не можам да му придам. Каде да одам од Твојот дух и од лицето Твое каде да побегнам? Ако се искачам на небото, Ти си таму. Ако слезнам во подземјето, Ти си и тука. Ако ги земам крилјата на зората и се преселам на крајот од морето, и таму ќе ме води Твојата рака, Твојата десница ќе ме држи. Ако речам, може би темнина ќе ме покрие, но и ноќта е како светлина околу мене. И темнината нема да биде темнина за Тебе. И ноќта за Тебе е светла како ден и темнината како светлина. Зашто Ти си ја создал мојата внатрешност и ме оформи во мајчината ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се Твоите дела. Душата моја тоа добро го знае. Ниедна моја коска не се сокри од Тебе. Додека настанував во тајност, искаен од длабините на земјата, Твоите очи го видоа зародишот мој и во книгата Твоја се е запишано за мене, дури и деновите мои се забележани кога уште не постоеше ниеден. Колку ми се недостапни Твоите мисли, Боже, колку се многобројни. Ти ги да ги пребројам, но тие се побројни и од песокот. Се будам и се уште сум со Тебе. Кога би сакал да ги убиеш, Боже, грешниците, и стави се од мене крвопијци. Подмолни се во помислите своји, суетно се креват Твоите непријатели. Зар не ги замрзи оние, Господи, кои Тебе те мразат? И зар не се гнасам од непријателите Твои? Со полна омраза ги замрзив, ги сметам за непријатели. Испитај ме, Боже, и познај го срцето мое. Испитај ме и познај ги патеките мои. И види дали сум на пат на беззаконија и упати ме на вечен пат. Амин. Нека сега да се исправиме и да се помолиме. Татко наш, ние знаеме дека Ти се знаеш, се гледаш, нема ништо скриено од Тебе. Ти ги познаваш и нашите мисли, уште тоа што ние не сме го изговориле, за Тебе веќе е познато. Господе, Ти не познаваш нас уште самото создавање и немаме ние ништо што да криеме од Тебе и нема место каде што можеме да се скриеме од Тебе. Затоа, Господи, стоиме пред Тебе, пред Твоето лице, онакви какви што сме. И Те молиме да Ти, Господи, ги опростуваш нашите гревови. Тие кои што сме ги направили, тие кои што можеби и не знаеме дека сме ги направиле, Те молиме, Господи, очистине преку крвта на Господ Исус Христос, бидејќи Ти, Господи, не можеш да гледаш нечисто, Ти не можеш да го гледаш гревот. И се што е грев, Ти ќе го уништиш. Но секој еден кој е очистен преку крвта на Господ Исус Христос,
ќе може да застане пред Твоето лице, ќе може да застане пред Твоята правда и да биде во вечноста. Господе, и ова утро ние сакаме да Ти ни зборуваш. Ние сакаме, Господи, да Твоите зборови бидат упатени кон нас, да Ти не поучуваш, да Ти не охрабруваш, да Ти не го покажуваш патот. И ако сме сгрешиле, ако сме тргнали на страна, Господи, Ти не отново постави на Твојот пат, да го следиме Господ Исус Христос, да живееме по Него и да одиме по Него. Татко Небесен, бидејќи без Тебе, ние знаеме дека нема да стигнеме во вечноста. Нашите мисли, нашите патишта се многу различни од Твоите. И затоа, Господи, Те молиме и ова утро Ти не советувај, Ти не поучувај и благослови преку Твоето Слово. Те молиме за секој еден овде, Господи, кој дојде на ова утро, да биде овде со цел да го чуе Твојот глас, да се научи нешто од Твоето Слово. Да не си одиме од овде, Господи, испразнети, да не си одиме од овде и да не знаеме што си сакал да ни кажеш. Господи, Те молиме за Твојот благослов и над болните, кои ги имаме. Ти ги знаеш, Господи, и Те молиме за Твојот благослов да Ти ги исцелуваш, да Ти ги охрабруваш, за старите, за немощните и за сите оние кои Те бараат и сакат да Те најдат. Господи, почукај на нивните срца, да ги отворат и да Те прифатат. Те молиме и за овој наш народ, кој сега е во тага, но само тогаш кога сме во проблеми, во искушенија. Господи, дај отвори им ги очите да видат дека без Тебе нема надеж, без Тебе нема иднина, без Тебе нема спасение. Дај, Господи, да нашиот народ повика кон Тебе, да нашиот народ ја земе книгата на животот, Библијата која е Твое Слово, и да се обрати кон Тебе. Господи, се предаваме во Твоите раце и Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Втора песна Христијанин Слово Судост. Твоја вест се разгласи на секаде. И навистина во ова време денеско, таа вест достапна е на секаде. Во секој ќошк, преку социјалните мрежи, преку тоа што книгите веќе се печатат на секаде, Словото Божие може да достигне до секаде. Нека да е секаде. Nas
поздрав до сите вас кои сте ова утро овде. Поздрав до нашиот брат Давид Банско-Лиев, кој ова утро ќе ни зборува од Божјето Слово, а на нас останува, како што пеевме, да ги отвориме широко нашите срца, за да влезе таа светлина во нас. Нека Бог да не сите благослови преку тоа Слово. Го замолувам братот да дојде да ни послужи. Добър ден и от мене. И за почеток сакам да прочитам от Евангелието по Лука, 9 глава, от 57 до 62 стих. Значи Евангелие по Лука 9, 57 до 62. А додека тие пътува, некој му рече: Господи, ќе врвам по тебе каде и да одиш. Исус му рече: Лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да засумне. На друг пак му рече: Врви по мене. А тој одговори: Господи, допушти најнапред да отидам, да го погребам татко ми. Но Исус му рече: Остави ги мртвите да ги закопуваат своите мртовци, а ти оди и разгласувај го Царството Божјо. Потоа некој друг му рече: Господи, ќе одам по тебе, но дозволи ми најнапред да се простам со своите домашни. Исус пак му рече: Никој што е ставил раката своја на ралото, а погледнува назад, не е достоен за Царството Божјо. Во текстот пред нас можеме да приметиме дека се спомнува едно зборче следи. И сега имаме на двајца од тие луѓе, Исус ми вели, на еден, му вели следи ме, а двајца од тие луѓе велат ке те следам. Денес е тренд и е модерно секој некој да следи. Значи на социјалните мрежи може да се види дека некој има, 1000, 2, 3, 5, 10 илјади следбеници, некој има помалце, некој има повеќе, некој сака да следи некои звезди, некој сака да следи политичари, некој сака да следи бизнисмени, некој сака да следи учители, некој сака да следи и да гледа што се случува и како се случува. Сведоци сме дека многу брзо можеме да дојдеме до информации за тоа што некој следиме. Ќе стават слика, сме биле во Охрид, сме биле во Скопје, сме биле во Струмица, седат со тие луѓе и следиме. Но некој, може би и нас не следи, и нас не проматра, и ние каков впечаток оставаме на него. Се ќе доаѓаме во недела во црква и седеме, го изучуваме Божјото Слово, пееме за Бог, пееме за Исус, и после тоа ќе си отидеме дома и некој не следи. Знаете колку ми е интересно, не знам тука, сигурно и во Кулешино се случува, но и во Муртино се случува, некој поготово од методистичката или протестантската заедница оде на црква и ако направи нешто лошо, право викат: а зашо оде он на црква? Сведоци сме и тука дека това се случува. Значи го имам слушното и во Кулешино, ако некој нешто направи, вика: а зашто он оде на црква? Следени сме и нечии очи се упатени према нас и каков пример ние оставаме. Исус беше следен од многу луѓе. Исус беше следен од толпа народ и причините за кои што Исус го следеа беа тоа што луѓето ги гледаат чудата. Значи Исус воскреснуваше мртви, па луѓето го следеа. Нешто ново се има случено. Го следеа за тоа што ги лекуваше болните. Имаше моќ над болестата и сака, и денеска е тоа причина, кога луѓето сакат да бидат здрави и барат помош и го следат за тоа што нешто ново ќе видат. Исус беше следен за тоа што ги хранеше гладните и толпа луѓе одеа по него. Исус беше следен
и за тоа што воскреснуваше мртви. Исус беше следен и за тоа што го зборуваше и начинот на кој што говореше беше со авторитет. И имаше многу следбеници. И толпа луѓе одеа по него. Толпа луѓе одеа по него. И во овој случај сега тука кој што го имаме, значи Исус е некаде во Галилеја и има луѓе кои што го следат. Има луѓе кои што го следат, барем во оваа случка тука, има најмалку 80 луѓе кои што се биле присутни таму и кои што го имат слушано на Исус. Тоа може да го видиме за тоа што во 10 глава, првиот стих, Исус назначи 70 и ги испрати пред себе по двајца во секој град и место каде што и сам сакаше да оди. Им рече, нели, после жетвата дека е голема, но работниците дека се малку. Беа учениците негови со него, кои што го следеа, Исус ги подготвуваше како понатаму да продолжат, од кога он ќе се вознесе на небото, и други заинтересирани луѓе, кои што можеби сака да слушат или да гледат што Исус прави. Но кога Исус повикува на следбеништво, Исус повикува на едно тешко следбеништво за нас луѓето. Во Лука 9 глава 23 стих ни вели: а на сите им зборуваше: ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе самиот, нека го земе крстот свој и секој ден нека ме следи. Зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби. А кој ќе го загуби животот свој заради мене, тој ќе го спаси. Зашто каква му е ползата на човека, ако го добие целиот свет, а себе самиот се изгуби или си направи штета. Кога Исус повикува на следбеништво, Исус повикува на следбеништво за цел живот. Не повикува на одредени моменти, не повикува на следење од недела во недела, не повикува на следење за празници, Исус повикува на следбеништво за цел живот. И повикува на одрекување од самите себе. Тоа е многу тешко, кои што верните или така наречени христијани сакат да го направат или можат да го направат. Затоа што сакаме прво да си ги задоволиме нашите потреби, нашите желби, тоа што ние си имаме планирано да ни биде исполнето, и после нели да биде Исус. Но Исус повикува на целовремено следбеништво. Не од недела во недела, него секој ден да бидеме негови следбеници. Знаете, во Јован 6 глава ни е запишено кога Исус претходно има нахрането барем 5000 само мажи. Тука не се вклучени и жените, тука не се вклучени и децата кои што биле таму, од 5 лева и 2 риби. Значи, кога Исус ги нахранува тие луѓе, има останато мноштво храна и сега замислете, таму има барем 7, 8, 9 илјади луѓе кои што се биле нахранети од толку малку. Исус им проповеда после тоа дека тој е лебот на животот и дека луѓето треба да го следат него. Значи, секој кој што сака да биде во Божјото семејство, секој кој што сака да биде помирен со Христос или да биде во Божјото царство, дека треба да го јаде телото Христово, дека треба да биде дел од него и дека треба да се откажува од самиот себе и да ја пие чашата, да го пие виното, да ја пие крвта Христова со неговите страдања, за да биде дел од Божјото царство. И сега, кога Исус им го проповеда тоа, значи во 6 стих во Евангелието по Јован ни се вели: тогаш мнозина од учениците негови кога го слушаа тоа, рекоа: тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? Исусовото слово не беше лесно. И е тешко затоа што вика дека треба да се откажеме од самите себе. Дека треба да се откажеме од самите себе. А Исус, знаејќи во себе дека учениците негови се бунат против тоа, им рече:
Зар ова ве соблазнува? А што ако го видите Синот човечки како се вознесува горе, каде што бил порано? Духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но има меѓу вас и некои кои не веруваат. Исус знаеше од почетокот кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече: затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене ако не му биде дадено од мојот Отец. Од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Мнозина од следбениците на Исус се повлекоа и не одеа веќе со него, затоа што Исусовото слово не беше лесно за ушите на луѓето. Затоа што тоа слово бараше луѓето да се откажат од самите себе. Сведоци сме и знаеме во Евангелијата кога ни е запишено, кога Исус ги повикува своите ученици, да апостолите, да одат по него, им вели: врви по мене. И тие оставаа се и врвеа по Исус. За Андреј, за Матеј, за Петар, за другите ученици, можеме тоа да го читаме во Евангелијата, да не одеме сега за секој посебно, оставаа се и врвеа по него. Но имаше и други ученици кои им беа тешки зборовите Исусови и не врвеа по него. Се откажаа, затоа што не им одговараше да се жртвуваат самите за себе. И кога Исус повикува на следбеништво, повикува, пак да се повторам, на целовремено и повикува на откажување од самите себе. Тоа е цената која што верникот, христијанинот ја носи, да не биде веќе во заедништво со самиот себе, него да биде предаден на Христос. Зошто? Затоа што ние луѓето сме грешни и ние луѓето сме слаби и ние луѓето сме себични и сакаме прво нашите желби да ни бидат удоволени и сакаме нашите потреби да бидат ставени на прво место, а не да гледаме тоа што Исус ни го вели. И во текстот кој што беше прочитан, додека тие патуваа, во Евангелието по Матеј 8 глава, таму не се вика дека еден од тие луѓе кои што кажа на Исус: ќе врвам по тебе, е бил книжник. Е бил книжник. Некој му рекол: Господи, ќе врвам по тебе, каде и да одиш. Тој книжник е бил познавач и учител на законот, на Божиот закон. Книжниците во времето на Исус се биле луѓето кои што го имат тумачено, кои што го имат ставано значењето на законот, како треба да се живее и што нешто значи. Како денеска адвокатите, нели, кои ни го тумачат законот, како некои работи треба да бидат исполнети и што треба да бидат исполнети. И тој книжник му вели на Исус: сакам да врвам по тебе каде и да одиш. Книжниците, како учители, тие имат и група на следбеници. Дури знаеме и во грчко време дека учителите имат следбеници, имат си група на луѓе, на ученици кои што одат по нив и ги поучуват. И сега тој книжник, тој учител на законот, доаѓа кај Исус и му вика: јас сакам да врвам по тебе каде и да одиш. Што е нешто убаво, нешто прекрасно, нешто што верувам дека христијаните денеска сакат да го слушнат тоа во заедниците, дури кога разговараме еден на еден со некој, да каже некој: јас сакам да го следам на Исус каде и да оди. Но често пати тоа знае да се случи од емоција, често тоа знае да се случи за тоа што имаме некоја убава атмосфера, песните дали не имат погодено, проповедникот дали убаво говори или не, и е некој момент на нешто моментално, на некоја емоција, и вика: јас сакам да го следам на Исус и јас ќе се помолам и јас ќе кажам: Боже, те признавам тебе, Исусе, за Спасител, прости ми ги моите гревови и толку.
и како на тоа само да завршува. Но Исус става пред луѓето бариера. Исус става пред луѓето пречки кои што треба да ги надминат. И ќе врвам по тебе каде и додеш. Сега колку убаво би било, нели, кога тој книжник ќе може да сведочи и да каже: јас кој што сум бил познавач на законот, нели, се имам обратено према Исус и го имам да го следам него, и ќе биде едно убаво сведоштво за сето тоа, но Исус поставува една бариера пред него и му вели, знаејќи ги срцата, знаејќи ги мислите негови, Исус му рече: лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да засуне. Зошто Исус сега тоа му го вика? Затоа што Исус, Бог, го познава секое наше срце. И го познаваше срцето и на тој книжник, ги познаваше и мислите на тој книжник, затоа што знаеше дека тој книжник сака удобен живот. Исус му вели: лисиците имаат легла и птиците небески имаат гнезда. И ние сме сведоци и знаеме дека животните во шумата си имаат легло, каде да се скријат, каде да јадат, каде да одмарат и така натаму. Значи, лисиците си имат своја дупка. Птиците исто си имат своje гнездо. Сега веќе пролетта дојде и птиците веќе кои што мигрираат веќе се враќат во нашиот крај и секој штркот си го знае гнездото, ластовичката си го знае своето гнездо и тие си го имат својот дом и знаат каде треба да бидат. Но Исус му вели: а синот човечки нема каде глава да засуне. Ако сакаш да ме следиш, со други зборови, на тој книжник му е кажано, знај дека синот човечки, Бог во тело, нема каде ни глава да засолне. Животот на христијаните не е комфорт, не е удобност. Кога Исус се роди на таа земја и дојде на таа земја, не беше роден во палата и не беше поставен во удобен кревет, него беше поставен во јасли, каде што животните ја јадеа храната. Исус често пати спиеше надвор. Спиеше во бродови. Кога беше во езерото, или кога беа брановите, учениците го будеа да стане за да ја смире бурата. Во местото Назарет, каде што имаше пораснато, и од каде што ги истеруваше демоните, од каде што ги лекуваше болните, луѓето не го прима, не го сакаа да го фрлат од карпата надолу. Затоа што и некои мислеа и веруваа дека Исус е обседнат со демони и дека тоа е нешто ѓаволско што он им го дава, но не беше прифатен. Не беше прифатен. Прифатен е додека ги храни луѓето, прифатен е додека им ги задоволува материјалните потреби на луѓето, но не е прифатен кога веќе бара од нив тие да се откажат од самите себе. Не е прифатен кога Божјето Слово е проповедано и кога луѓето треба да се откажат од самите себе. И на тој книжник му се вели: сега, лисиците имат каде да спијат, птиците си имат гнездо, ама синот човечки нема. Ако сакаш да ме следиш, биди спремен и да ја немаш удобноста која што ти ја сакаш. Биди спремен да немаш и кров над главата. Биди спремен твоето семејство да се отргне од тебе. Биди спремен да ја изгубиш својата кариера. Ако сакаш да ме следиш, откажи се од самиот себе. Исус на учениците никогаш не им обеќа дека ќе им биде мед и млеко. Напротив, значи во Евангелието по Матеј, 10 глава,
Од 16 стих им вели вака: Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулаби. Пазете се од луѓето, зашто тие ќе ве преведуваат на судовите и по синагогите нивни ќе ве тепаат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабожците. Тоа им го веќе Исус на учениците. Дека ќе трпат маки, дека ќе ги носат пред цареви, дека ќе ги носат пред управители, дека ќе бидат тепани, дека ќе бидат прогонувани, но им вели исто така и не грижете се што ќе кажувате и што ќе зборувате, или кои зборови треба да ви излезат од вашата уста, затоа што самиот Бог, самиот Исус, самиот Свети Дух ќе говори преку нив, за да им ги каже зборовите. Денеска е многу лесно и многу модерно, поготово во западниот свет, да се биде христијани. Затоа што се ни е убаво, си имаме се што ќе посакаме, ќе се дојдеме во недела на службата и никој или многу малку од проповедниците проповедаат дека треба да се откажуваме од самите себе. Христијанството не е само ние да добиеме нешто. Не е само ние да добиеме нешто. Како што често пати денеска не се случува. Многу пати имам разговарано со луѓе и едно од честите работи кои што ми ги имат кажано се: ако јас дојдам во вашата црква или ако јас станам дел од нешто, што ќе добијам? Оти гледат, може би таков пример стварно се остава во христијанските заедници, дека некој само добива или сака да си ги среди материјалните работи тука, сака да има убаво возило, сака да има убава куќа, сака да има убав стан, сака да може да го прошета светот, сака нешто, било што и да е, материјално, и сето тоа за името на христијанството, некој друг да финансира од страна, па ние тука да си имаме удобност. Што јас ќе добијам? Ако веќе дојдам, што ќе имам и јас од сето тоа? И не е ни чудо, пак ќе кажам, затоа што некои така наречени христијани оставаат таков пример, дека сакат повеќе да добијат, отколку да се откажуваат од самите себе. Христијанството не е само добивање. Да, ние добиваме од Христос дар на вечен живот, добиваме од Христос упростување на гревовите, обеќано ни е дека ќе имаме вечност, но тука на земјата е ние да бидеме предадени на Него. Ние да се откажуваме од самите себе и да бидеме обличкувани на ликот Христов. Да бидеме секој ден се послични и послични на Христос. Исус имаше мог додека беше тука на земјата, значи да царува со земјата и да владее, да се седе во палати и сето тоа, но Исус беше како слуга и им служеше на луѓето. Се поистовети со нас грешниците, за да биде пример. И тој книжник, кога му се вели дека птиците си имат гнездо и лисиците дека си имат легла, не одговара ништо. Во Библијата не ни е запишано дека имаме некој позитивен одговор од тоа и да каже: да, јас сакам да го оставам сето тоа, мојата кариера, сакам да ги оставам моите амбиции, сакам да си го оставам моето напредување и да те следам, Христе. Не. Ако се сеќавате исто во богатиот млад човек, кога му каже на Исус што треба да направам за да имам вечен живот, Исус му вели: иди, продај се што имаш и дај го на сиромасите. Оттргни се од тоа што те спречува да ти бидеш Христов следбеник. Оттргни се од сето тоа. За некој тоа можеби ќе биде кариера, за некој тоа можеби ќе биде богатство, за некој тоа можеби ќе бидат нивите, за некој можеби ќе биде школувањето, за некој ќе биде испричини. Оттргни се од сето тоа што те спречува да бидеш Христов следбеник. Откажи се од самиот себе и следи го Христос.
Откаже се од самиот себе и следи го Христос. Меѓу тие 80 луѓе кои се биле таму, на еден од нив Исус им му вели: врви по мене. Ајде, дојде по мене. Колку убаво е да слушнеме Исус да ни каже: врви по мене. Но тој одговори: Господи, допушти најнапред да отидам и да го погребам татко ми. И сега, кога го читам овој стих, некој можеби ќе си каже: Исус е против погребот, или Исус не дозволува луѓето да бидат погребени. Не е Исус против погребот, не е Исус против тоа, нели, да тој човек доде и да си го погребе татко му. Контекстот на овој текст е скрос еден друг. Слушајќи го разговорот, нели, дека тој првиот книжник сака удобност и кога Исус му вели дека нема место каде може да ја заслони својата глава, другиот човек си вика: Господе, прво допушти ми да го погребам татко ми, па после јас ќе дојдам и ќе врвам по тебе. Кога се мисли на тоа да го погребам татко ми, во еврејската култура погребите се случуваат одма. Значи нема да се чека, него се случуваат одма погребите. И сега не се имале во тоа време мобилни телефони, нели, луѓето таму кои се биле со Исус, па некој да му се јави: татко ти е умрен. Нормално дека ако должност на секој син е да оде и да го погребе татко му, да оде да може да ги изврши последните почести према неговиот родител, но тој мисли: Господи, сега допушти ми да го погребам татко ми, допушти ме татко ми кој ќе си отиде од овој свет, јас да го земам наследството кое ми припаѓа, па да можам да дојдам по тебе. Нели сега ти викаш дека нема каде може би главата да се заслони, а јас веќе толку време чекам да го добијам наследството од татко ми, да можам да си ги добијам нивите, се извинувам, да можам да го наследам неговото богатство, да можам да си ги имам финансиски да бидам обезбеден, па после ќе дојдам да те следам. Допушти ми прво татко ми нека умре, допушти ми прво да си го земам имотот кој ми припаѓа, па после ќе дојдам по тебе. Во Лука 15 глава, нели, за изгубениот син кој ни се вели, младиот кој каже: дај ми го делот кој ми припаѓа, значи го прави татко му одма да биде мртов. Имотот, дури и денеска не знам толку, ама сигурно вие повозрастните знаете дека, нели, имотот на децата се остава после смртта на родителите. И децата наследуваат тоа што родителите го имат. Значи, после смртта. Во тој случај тука, значи, човекот сака татко му да умре, за да може да наследи се што му е на него потребно и за после да може да врве по него. И денес може да кажеме дека ако на некој му се каже врви по Исус и оди по него, прво ќе каже: чекај да завршам школа. Или чекај да си најдам работа. Или чекај додека имам семејство. Или кој ќе кажеме дојде во недела во црквата, дојде заедно да го славиме на Исус, ќе каже: чекај прво нивите да си ги средам. Чекај прво куќата да ја довршам. Икс причини може да бидат и работите за врзаноста за материјалните работи на овој свет не ни допуштат да бидеме предадени целосно на Христос. А Исус му вели: остави ги мртвите да ги закупуваат своите мртовци. Остави ги тие кои што се духовно мртви, остави ги тие кои што не го познаваат на Бог, не го познаваат на Христос, да се грижат за земните работи. Остави ги тие кои што фокусот им е на материјалните работи, да се грижат за материјални работи, да може да ги погребат тие мртовци. А ти оди и разгласувај го Царството Божјо. Остави се што е потребно, се што е земно и врви по мене. Во Матеј 6 глава не се вели, нели, кога Исус им говори на учениците: не грижете се
не грижете се што ќе јадете или што ќе пиете или во што ќе бидете облечени. Не грижете се за тоа. Бог однапред знае што ни е потребно. Бог однапред знае кои работи ни фалат. Дека ни треба облека, дека ни треба храна, дека ни треба да пиеме. Вика, ако Бог се грижи за птиците и за цвекињата, колку повеќе ќе се грижи за вас, луѓето. А вие одете и проповедајте го, разгласувајте го Царството Божјо. Разгласувајте го Царството Божјо. Една од причините, можеби, за тоа што и црквите ни се празни, и клупите ни се празни, е за тоа што не го разгласуваме Божјото Царство. Или чекаме само тоа да биде проповедникот, или тоа да се случува во недела. Секој еден од нас, христијанин, е должен да го разгласува Божјото Царство. Секој. Секој е должен да го разгласува Божјото Царство. Ние сакаме да се случуваат чуда, а не сакаме да проповедаме. И знаеме често пати да бидеме срамежливи, а што ќе ми кажат тие, а што ќе ми кажат оние. Скоро бев сведок кога разговарав со еден познаник и имат некои проучувања таму како да бидат луѓето водачи, како да се спознават самите себе и така натаму, сега да не одам во детали. И целта за сето тоа е луѓето, нели, да можат да дојдат до Христос. После неколку такви предавања, па после да се уфрли нешто и од Библијата, за луѓето, нели, да можат да дојдат до Христос. Со такви работи ние ги облажуваме, го унемаловажуваме христијанството. Ако некој не се срами да каже што е и кој е, зошто ние да се срамиме да бидеме и да кажеме дека сме христијани? Зошто мора постојано да се бара некаков начин ние да го облажиме христијанството или за другите луѓе да не бидат навредени од сето тоа, затоа што ние го проповедаме Христос? Христијаните често знаат да најдат некакви разни прилики, ајде сега во име на музика, нели, преку некаква музика ние ќе почнеме да евангелизираме, или преку некакви случувања ние ќе почнеме, нели, за луѓето да знаат. Луѓето треба да знаат дека ние сме Христови и дадена ни е задача дека треба да го проповедаме Царството Божјо. Проповедањето за Царството Божјо може да спаси некоја душа. Може да спаси некоја душа. Затоа што кога го проповедаме за Божјото Царство, ние проповедаме дека луѓето се грешни и дека заради нашиот грев ние заслужуваме казна од Бог. А таа казна е вечна одвоеност од Него. Или со други зборови, пекол. И дека не можеме да направиме ништо со кое што самите може да си ги исплатиме нашите гревови и дека не може да направиме ништо за да можеме да бидеме откупени од нашата нечистота и дека не можеме да бидеме доволно свети со тоа што ќе одеме само во недела во црква, за да бидеме помирени со Бог. Ама апсолутно ништо самите по себе не можеме да направиме за да бидеме измирени со Бог. Но Царството Божие во тоа што Исус е љубов. Бог е љубов. И во таа љубов се жртвува самиот себе за нас грешни луѓе. Ја поднесе казната кој што јас ја заслужувам на крстот за мене. Он имаше рани на неговото тело за мене. Он беше прободен за мене. И знаеме дека Исус, нели, беше распнат, беше ставен во гроб и после 3 дена Исус воскресна. Затоа што смртта нема сила на Него.
И во таа љубов Бог и нам и на верните им обеќа воскресение, дека и тие ќе бидат воскреснати заедно со Него, кој ќе дојде повторно тој на земјата. И дека ќе бидат заедно со Него во Божјето царство. Таа е радосната вест која што христијаните ја имаат и треба да ја проповедаат. Сигурно имате слушнато, нели, ако некој знае дека има лек против нешто, нема да го чува дека ќе го сподели со луѓето. Ако христијаните го имат лекот и го имат рецептот кој што може да ги спаси душите, зошто тие не го проповедат? Зошто мора да се скријат? Или зошто мора прво да ја завршат кариерата, или прво да го погребат таткото, прво да си го обезбедат земното, да имат се, а после тоа додат и да го проповедат Христос. Фокусот е скрос на различни страни. Прво јас да бидам обезбеден, па после веќе Бог, ако веќе имаме време за Него. Ма не знаеме кој ќе биде последниот наш час. И како што беше прочитано во Лука 9 глава, џабе му е на човек ако го придоби и целиот свет, а на крајот ја изгуби својата душа. Џабе е. И секој еден од нас е еден проповедник кој што треба и мора да го разгласува Царството Божјо. Имаме прилики, нели некој ќе каже јас не сум надарен за да бидам проповедник или не сум надарен за да бидам да стојам пред толпа на луѓе, и тоа стои. Но не заборавај дека си следен. Некој пат со делото кој што го вршиш, можеш да проповедаш многу повеќе отколку некои проповедници кои стојат зад проповедалните, имат знаење, имат зборови, ама немат живот. Христијанството е живење, следењето на Исус е откажувањето од самите себе и гледајки кон Него. Не само добивање, не само да мислиме на тоа што ние можеме да имаме и како можеме да имаме. Разгласувај го Царството Божјо. И во таа толпа на луѓе, третиот тамо кој што стои, му вика: Господи, јас ќе одам по Тебе, но дозволи ми најнапред да се простам од своите домашни. Дозволи ми прво да си кажам јас чао со блиските, со пријателите, со фамилијата, нели? Па после јас ќе дојдам со Тебе. Како да сакаме да бидеме врзани за тоа што порано не има врзано. Ако нашиот грешен живот, нели, бил како што бил, секој може сам за себе да си одговори, и сега викаме, ај само уште некои работи јас да ги расчистам, па после јас ќе дојдам со Тебе. Ајде им кажам на моите другари од кафаната, јас жално, нели, ќе одам во црквата, па да се опростам од нив. Па после јас ќе дојдам со Тебе. Или да кажам на семејството кој што не го сака на Исус и не го сака на Бог, а јас ќе одам да врвам по Исус, па тие луѓе ќе кажат: ти нормален ли си, што правиш? Остани си дома, престани со тие глупости. Прво допушти ми јас да се збогувам со минатото, па после ќе дојдам. Како уште да го сакаме грешниот живот што го имавме од претходно и кој не вразува, и да не можеме целосно да бидеме предадени на Христос. Господи, јас те сакам во недела, но од понеделник до петок ќе ме видиш во казиното. Или ќе ме видиш како уговарам, или ќе ме видиш како се карам, или ќе ме видиш како се тепам, или ќе ме видиш што и да е. Како се уште да сме врзани за тоа некој старо минуто. А Исус му одговара: секој кој што става рака на ралото, знаеме, тука повеќето сме земјоделци, која се ора дека се гледа напред. И вика, погледнува назад, не е достоен за Царството Божјо. Не можеме да гледаме на претходниот живот кој што го имаме, или сме го имале, да гледаме на тоа колку ни фали, а и да сакаме во исто време да кажуваме дека сакам да го следам на Исус Христос. Не може да ни биде жал за начинот на кој што претходно сме живееле
а од друга страна да го следиме пак на Исус Христос. Како да ни е мака, или од тоа што си имаме откажено. Наместо да се радуваме за тоа што сме спасени од гревот, наместо да се радуваме за тоа што Бог ни има ослободено од лошите работи, нам како да ни е мака и да ни е жал, и оти јас сега не можам да ги правам тие некои работи. Не можеме да гледаме на претходниот живот. Исус не повикува на предаденост. Не е христијанството само добивање. Да, добиваме вечен живот од Него, добиваме упростување на гревовите, добиваме милост од Бог. Сето тоа ни е дадено. Но не е само да ги имаме и материјалните добра, и Бог не благословува со материјални добра, за кои што требаме да бидеме благодарни и треба да бидеме да ги даваме пак за Негова слава. Сето тоа е прекрасно, но не можеме да останеме робови на сите тие работи. Тука ќе живееме колку ќе живееме. Бог ни ги има подарено годините на секој еден од нас. Но каде е нашиот фокус? Дали гледаме на Христос, дали стварно сакаме да го следиме целосно предадени на Него, или само да бидат зборови? И не е христијанството знаењето, него е и живеењето. Многу луѓе има денеска кои што ја знаат Библијата. Многу. И ќе почнат да цитират стихови, и ќе почнат да се покажуваат разни цитати. Треба така, треба така. Христијанството е живеење. Не е толку знаењето. И денес сме повеќе сведоци на тоа, дека има знаење, но помалку и секој има живеење. Стана модерно да си бидеме христијани, само во заедницата и дома, и помеѓу другите луѓе, кој знае, кој не знае, не мора да знае. Но наша задача е да бидеме обликувани на ликот Христос. Ако стварно сакаме да го следиме на Христос, тогаш тоа е повик на откажување од самите себе. Тоа е повик кога јас веќе не сум битен, него дека Христос е битен во мене. И тоа сами со своја сила не можеме да го постигнеме, но Бог преку Светиот Дух може да не обликува и да не направи да бидеме такви како што сакаме. Он да бидеме. Во Филипјаните, 3 глава, нема да читам, само ќе цитирам, кога Павле вика: заборавам тоа што е било зад мене и се стремам напред према целта која што е Христос Исус. Се стремам и гледам напред према целта која што е Христос Исус. Ако до денес имаме живеено еден живот, мојата желба, мојата молитва е секој еден од нас да почне да живее друг живот за Христос. И да бидеме предадени и да бидеме стварно пример за Негови ученици. Затоа што кога Исус повторно ќе се врати, многу ќе кажат: Господи, Господи, во Твое име правевме тоа и тоа и тоа, а Исус ќе им каже: бегајте, не ве познавам. Сме знаеле за Него, но не сме живееле за Него. Ако во едно зборче може да ја сумираме целата Библија, што Бог сака од нас, е тоа да бидеме послушни и да извршуваме тоа што Он ни го вели преку Неговиот збор. Нека Господ сите не благослови, нека ги очисти нашите умови, нашите срца, да може да бидеме Негова алатка, кој ќе биде употребена за Негова слава, и кој што ќе бидеме глас во овој свет дека Исус е Бог и нашите мисли, нашите приоритети да не бидат ставени во прво, него да можеме да го прифатаме секое дело што Бог Исус не го дава. Амин. Да може да станеме за молитва. Господи, Татко наш,
Ти си достоен за секоја чест и слава и сакаме да те прославиме за тоа кој што ти си. Бог, кој што е во целосна контрола на целиот свет, Бог кој што е создател, Бог кој што е милостив, Бог кој што е љубов, Бог кој што е правда. Бог кој што знае се, гледа се и можеш, Господи, да направи се што ти е тебе по волја. Ти благодариме за Твоето Слово, Ти благодариме за тоа што можеме да те познаваме Тебе. Ти благодариме за секој благослов земен кој што Ти ни го имаш дадено и за тоа што се уште имаме и живот, имаме и семејства, имаме и домови. Фала Ти, Господе, за се. Имаме многу повеќе за кои што можеме да бидеме благодарни, отколку некој пат колку што сакаме да бараме од Тебе. И нека нашите мисли, нашите срца, Господе, бидат усмерени на Тебе, да можеме да се откажеме од самите себе преку силата на Твојот Свети Дух, да можеме да се оттргнеме од гревот и да те следеме Тебе. Да ги оттргнеме сите бариери кои што не спречуваат да бидеме близко до Тебе. Не ние самите да ги оттргнеме, но Ти, Господе, преку Твојата сила, преку Твојот Свети Дух, да ги оттргнеш. Затоа што ние сме слаби, немокни, но Ти си силниот и Ти можеш. Господе, посвети ги нашите умови, нашите срца и научи не да можеме да не се срамуваме, да го проповедаме Твоето Евангелие со зборови и со дела. Направи не да бидеме слични на Тебе, Исусе Христе, во се. За Твоја слава, Татко наш, преку името на Твојот Син и преку силата на Твојот Свети Дух. Амин. Амин. Слава Богу. Благодарам на Бога. Свети и Света Песна за Бога 288. Колку сакам да слушам и за него да пеам. Песна број 288.
Сега децата ќе ни кажат стихчето. Браво, деца. Нека Бог ги благослови нашите деца. Да известиме само следната недела може би ќе се менува времето, но за нас останува 10 часот. Така да нема да погрешиме и да се смени и да не се смени. Останува во 10 часот нашата служба. Сите сме поканети одново. Добродојдени, а да покануваме, како што беше и Словото, и други, да можат да слушат за Божето Слово, за Господ Исус Христос, што направи Тој за нас. Други информации, не знам дали имаме, но вчера ми се јавија и ми кажа дека на 12 април во Скопје ќе се одржува некоја презентација на песнарка со духовни песни од сите цркви и секој е поканет кој сака, тоа се паѓа во сабота од 4:30 до 6:30 ќе се одржи таму во нашата црква, таму во Скопје. Кој сака, кој може, слободно може да отиде на таа презентација. Песнарка со некаде 1000 песни, така некој ми кажа. Изгледа таа ќе биде за сите цркви, да може да ја користат, да пеат, сигурно се познати песни, така да секој може да ја користи. Сега, за крај ќе се исправиме и ќе испееме песната број 1. Со тоа завршуваме. Со песни на благодарно го славиме Отецо и Нека Бог ве чува, ве води, ве благословува, ви дава мир, радост, здравие и да можеме одново да се собереме овде, одново да го слушаме Божјето Слово. Службата е завршена.